За нас не постои друга алтернатива освен членството во Европската унија и НАТО. Без договорот Македонија никогаш немаше да добие покана за НАТО и датум за отпочнување на преговори со Европската унија како остварување на нашите стратешки цели, порача синоќа премиерот Зоран Заев на граѓанскиот собир во Штип, а во рамките на кампањата излези за Европска Македонија. Според него не постои повозвишена патриотска должност од тоа да им служиш на интересите на сопствениот народ и да бидеш подготвен да понесеш политичка жртва, верувајќи во исправноста на одлуките кои се носат. Истакна дека верува оти граѓаните ќе излезат на 30 септември на референдумот за Европска Македонија, за конечно да се обезбеди сигурна иднина за сегашните и генерациите кои доаѓаат. Не постои повозвишена патриотска должност од тоа да им служиш на интересите на сопствениот народ, да бидеш подготвен, да понесеш политичка жртва, верувајќи во исправноста на одлуките кои ги носиш. И да, ние веруваме, ќе излеземе за Европска Македонија за конечно да обезбедиме сигурна иднина за сегашните и генерациите кои доаѓаат. Заев забележа дека Македонија оди напред и дека за низините граѓани не постои друга алтернатива освен влез во ЕУ и НАТО. Верува дека се прави квантен скок во Европска Македонија. Купниот буџет кој ќе доаѓа од Европската унија ќе биде над 1 милиарда евра. Секој ден преку проекти ќе влегуваат 260 милиони евра. Општината е веќе во напредна фаза на отпочнување на проектот за пречистителна станица со комплетен колекторски систем и инвестиција од вкупно 22 милиони евра за Штип. Ке додадам дека ваквите проекти кои се во Оптек и во Битола и во други места низ Македонија се градат исклучиво со директна финансиска помош и неповратни европски фондови од Европската унија. Градоначалникот Благој Вочварски забележа дека граѓаните на Штип сакаат да бидат дел од Европската унија и НАТО. Според анализите, земјите кои се влезени во Европската унија немаат големи проблеми со вработеноста на младите. Ајде да се извлечеме од црните сценарија и од балканските сокаци во кои некои структури сакаат да не втурнат. Ајде да се издигнеме на дневните политички расправи, да се издигнеме на нивото на граѓанската одговорност што секој од нас ја поседува. Зошто младите да се иселуваат таму каде што ние како држава сакаме да одиме? Она што моментално го градиме е нашата иднина. Ги зацврстуваме темелите на нашиот дом. Топлината на семејството, на домот, се нашите перспективи. Зарем не се тоа и вашите перспективи? На синоќешниот граѓански собир на градскиот плоштад во Штип се обрати и двократниот европски шампион Емил Павлов. Спортистите знаат дека крејењето не е опција. Крејењето е неодговорно. Храбро и достоинствено да излеземе од сенките на застарените политички флоскули и да тргнеме напред кон развој на нашата земја. Развој кој можеме да го постигнеме само преку влегувањето во ЕУ и НАТО. Референдумската кампања на Коалицијата за Европска Македонија почна од истокот, со трибина во Кочани и собир во Штип.